Добро вечер, почитувани, го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Во продолжение кратката најава, останете со нас. Техничкото училиште со нова современа опрема. Максим Димитриевски, председател на Движење Знам. Саем на мед на градскиот плоштад. Нова современа опрема обезбеди Средното техничко училиште Наце Буѓони за поквалитетна реализација на наставата во машинска и електротехничка струка. Со континуирано воведување на нови профили, Наце Буѓони стана најбараното училиште во градот по бројот на новозапишани ученици. Само во последните неколку години училиштето обезбеди над 120 лаптоп компјутери за своите ученици. Повеќе детали од прилогот што следува. Средното техничко училиште Наце Буѓони набави нова софистицирана опрема за потребите на учениците во машинската и електротехничката струка. Денови беше реализирана и обука на наставниците за новата опрема, која што во моментов од техничките училишта во Македонија ја има само во Куманово. Директорот на училиштето Драган Јаневски посочува дека континуирано се инвестира во современа опрема, која што придонесува за поквалитетно образование на учениците. Се работи за најнова опрема, која што е по најнови стандарди и таква опрема нема во македонските училишта, зборам од техничките насоки, така да ние сме први и верувам дека многу ќе допринесе за квалитетот на наставата на машинската и електротехничката струка. Нашето училиште можеме да се пофалиме дека има квалитетни струки, почнувајќи од машинската струка, која што е најстара струка во нашето училиште. Тука имаме три профила, техничар за компјутерско управување, тоа е профил кој што е најнов и за него набавивме опрема минатата година, ласер и рутер, исто се работи за нова опрема која што допринесува за квалитетот на наставата кај учениците. Потоа има машинско-енергетски техничар, тоа е опрема, тоа е смер кој што е од пред некаде 10 години и оваа опрема сега што збориме е баш за таа струка и имаме од 3 годишно образование конструкцијски механичар, значи тоа се заварувачи кажано она наше народско. Од електротехничката струка имаме два профила, значи тоа е електротехничар енергетичар, најстариот профил кој што е од 90-тите години наваму. Тоа е кадар кој што е потенцијално за вработување во ЕВН. Електротехничар за компјутерска техника и автоматика, тоа е профил кона што го ние викаме информатика, значи тоа се квалитетни ученици и најповеќе е баран во овој момент. Тоа е паралелка која што е фул со 34 ученика, две паралелки. Имаме нов профил од минатата година, дуална паралелка, мехатроника. Значи тоа е во соработка со германската фирма Drexler Mayer, каде што нашите ученици одат на пракса кај нив. Ние настојуваме да бидеме во тренд со опремата и во последните години баш она и tekako набавивме доста квалитетна опрема која што е за подобрување на квалитетот на наставата во нашето училиште. По новото реформирано средно образование, значи имаме учење преку работа, значи тоа е часови кои што се состапени во сите струки, збориме за стручните, значи и машинската и електротехничка и медицинската струка и учениците дел од наставата поминуваат во нив, значи тоа се во компании, затоа се вика учење преку работа. Имаме соработка со голем број на фирми од Куманово. Со воведувањето на новите профили, од година в година се поголем е интересот за струките во техничкото училиште, а поголем дел од профилите годинава како и изминатите неколку години беа пополнети уште во првиот уписен рок. Кога станува збор за опремувањето на училиштето, да подсетиме дека само во последните неколку години Наце Буѓони обезбеди 120 лаптоп компјутери за своите ученици. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски на вчерашното основачко собрание на политичката партија Движење Знам за наша Македонија беше избран за председател на новиот политички субјект Знам, ветувајќи дека заедно со своите членови, заедно со граѓаните, ќе ги направи суштинските промени на политичката сцена во Македонија, почнувајќи од воспоставување ред и поредок, казнивост, одговорност, транспарентност и отчетност, кои што се суштината и сршта на еден правен поредок во секоја организирана држава. Ние во Македонија мора да имаме сите еднакви права и обврски, бидејќи денеска живееме во длабоко поделено општество во кое се делиме на наши и ваши, брат со брат поради политика во државата не разговара. Нашата цел е да ги обединиме граѓаните, да ги обединиме сите, без разлика какво е нивното политичко убедување и да кажеме не на актуелните политички елити кои што се одделија од народот.
Тој кој што со народот не се држал, не е вистинска власт. Живееме во време и невреме во кое правда и мир има само за нив, еднаквост наводно за сите, а подобар живот само за нивните деца, рече лидерот на новиот политички субјект Знам за наша Македонија, Максим Димитриевски. Политичкиот субјект Знам за наша Македонија ќе има за цел да работи на обединувачка агенда, вложувајќи во најмладите, но и вреднувајќи го трудот и влогот кој го дале највозрасните, без разлика на нивната политичка определеност, етничка или верска припадност. Македонија мора да оди напред, да се менува, да носи промени кои ќе креираат подобар живот за сите граѓани подеднакво, а политичката партија Движење Знам за наша Македонија е формирана од тим на луѓе од различни профили кои што ќе ги донесат тие промени, потенцира Димитриевски. Иницијативата за формирање на политички субјект Движење Знам за наша Македонија беше потпишана на 9 октомври оваа година по иницијатива на 10 граѓански здруженија и граѓани од Македонија. На вчерашното основачко собрание на политичката партија Движење Знам за наша Македонија за членови на извршниот одбор беа избрани генерал Павле Арсовски, Жанета Делова и Игор Филков, додека пак за членови на надзорниот одбор се избрани Ристо Николовски, Маријан Петковски и Урош Милошевски. Како доцнењето на учебниците и новата концепција за основно образование се одразува врз учениците и наставниците? Имаат ли нови барања вработените во образовниот сектор по зголемувањето на платите и најавениот регрес на годишен одмор, прв пат по 2 децении? Дали од година во година се зголемува или опаѓа бројката на новозапишаните ученици во кумановските училишта? Кои училишта ќе бидат реконструирани наредната година? Како се одвива инклузивниот образовен процес во Куманово? Ова се дел од темите на кои што вечерва во емисијата Став разговараме со раководителот на секторот за образование во општина Куманово, Александар Јовановиќ. Сега во тек е тендерската постапка која општина Куманово ја распишува за основното училиште Браќа Миладиновци, за подрачното училиште во село Пчиња и чекаме паралелно согласно изјавите на министерот за образование и наука Јатон Шаќири, кој изјави дека во месец ноември треба да се распише тендерска постапка за основното општинско училиште Кирил и Методи село Романовце, поточно подрачно училиште Агино село, за кој се соочивме со бојкот на стартот на учебната година. Истиот беше аплициран, меѓутоа немавме одговор, наидена реакција. Сега веќе согласно изјавите чекаме во месец ноември да се распише оваа тендерска постапка. Истата веднаш утре дента во понеделник му беше доставена повторно на увид на министерот да види дека општина си има аплицирано уредно со документацијата и како што реков чекаме да биде објавено. Паралелно на тоа во најскоро време треба да започне реконструкција од проектот 145 училишни сали за училишните спортски сали во основните училишта Толи Зордомис и на Инфрашери Вук Караѓич, кои изведуваат настава по физичко и здравствено образование во една училишна зграда. Паралелно на тоа се работи на финална фаза, веќе завршна фаза е проектот за изградба на ново училиште на средното општинско училиште гимназија Сами Фрашери и паралелките од основно техничко училиште Наце Буѓони, кои настава изведуваат на албански наставен јазик. Истиот проект е во финална фаза, кога ќе биде завршен, значи сега во овој брз период ќе биде аплициран до Министерството за образование и наука. Инаку на вториот повик од страна на Министерството за образование и наука за изградба, наградба, доградба на училишта кој беше објавен во 2022 година, чинам јуни месец беше, аплициравме за 6 училишта со капитални проекти за целосна реконструкција со уредна доставена документација, но од таму се уште немаме повратен одговор дали овие училишта се рангирани. Видите, сет ова се прави во еден интерес за учениците, наставниците и поквалитетен наставен процес. Апел и до сите вклучени во образовниот процес, кои се директно вклучени во образовниот процес, да она што се направи и се одржи и се чува. Затоа што милуваме да кажеме дека училиштата се вториот дом на учениците, но сметам дека поедини ученици не се однесуваат како да училиштето им е втор дом.
42-годишна Кумановка утрово во 8:30 во СВР пријавила дека од нејзиното патничко моторно возило Toyota биле одземени повеќе автомобилски делови, додека било паркирано пред здравствен дом во Куманово, соопштија денеска од СВР Куманово. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Со Мартинијан Кириловски вечерва на градскиот плоштад во 20 часот ке започне неколкучасовниот концерт по повод денот на ослободувањето на Куманово 11 ноември. Публиката ќе има можност да го проследи и настапот на дуото кој го има најпопуларниот хит во Македонија Бела, а тоа се македонската трап звезда Пајак и Лара. Во чест на 79 години од ослободувањето на градот и 504 години од неговото формирање, на градскиот плоштад ке настапи и Туна, а како звезди на вечерта ќе бидат Андреј и Панчо од дуото ДНК кои што ќе ја затворат вечерта. Предвидено е на присутните накратко да им се обрати градоначалникот Максим Димитриевски, пошто ќе следува и традиционалниот огномет. Музичкиот хепенинг е во целосна организација на Фондацијата за култура и спорт, а со финансиска поддршка на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Кумановци имаат можност денеска и утре да ги посетат штандовите со мед и други пчелни производи поставени на градскиот плоштад во организација на пчеларското здружение Пчела. На саемот на мед овој пат учествуваат 18 излагачи, а цената останува иста – 600 денари од тегла мед. Повеќе од изјавата на претседателот на здруженијето Пчела, Бобан Стошевски. Денеска, по повод денот на ослободување на Куманово, односно утрешниот ден 11 ноември, организираме дводневен сајам со помош, поддршка, финансиска потпора од Министерството за земјоделие. Се надеваме на убаво време, да не ни заврне дожд и да биде добра посетеност. Се надевам дека ќе има и уште многу настани на плоштадот во Куманово, така да се надеваме и на добра посетеност со граѓаните. Денеска ќе останеме до 18 часот, а утре ќе останеме до 16 часот. За овој втор сајм имаме пријавено 18 учесници, 17 се од Куманово, имаме еден гост од Берово кој го очекуваме да пристигне. Претходниот сајм што го државме, тоа се нашите денови на мед во октомври, првиот викенд во октомври, беше прекрасен, имавме рекорден број на изложувачи, 27, 25 од Куманово, 20 од Републиката. Посетеноста со граѓаните беше одлична, сите изложувачи се презадоволни, како кумановците, така и гостите што ни дојде од Република. Имаме мед, дури оваа година е малку подобро од минатата година, во Кумановскиот регион не е секаде исто. Нашите членови побара да можеме да одржиме некој саем на пролет во април на Благовец, ќе се договориме за тоа, ќе видиме. Значи тоа е заштитник на пчеларите, празник на пчеларите кој го има во народот позната изрека, значи пчелите се бројат на Благовец. Имавме солидни приноси на мед, имавме многу работа, значи исто така сето тоа се случи со многу работа, многу роев нагон кај пчелите се појави. Имавме многу дожд, но за жал летото од јули, почнувајќи јули, август, септември, октомври, дури сега во ноември почнаа дождовите. Се плашам дека ќе зазимиме многу послаби пчелни семејства за наредната година. Цената во моментот останува исто 600 денари, нашето здружение едногласно се согласивме да цената не ја зголемуваме, иако е све зголемено, цената ќе остане 600 денари, ќе се продава до наредната реколта, ќе видиме како ќе биде. Со роденденски клуб попусти до 70%. Алфи Техноцентар Куманово утре го прославува 14 годишното успешно обстојување на компанијата на македонскиот пазар. Во сабота на 11 ноември се подготвува голема забава со богата роденденска понуда за сите наши купувачи. Акцијата ќе продолжи и на 12, 13 и 14 ноември, како во салонот во населбата Карпош, така и за купувачите во Алфи Техноцентар во Скопје, информираат од компанијата. Граѓаните кои не можат да дојдат на роденденот, можат да пазаруваат онлайн брзо и безбедно на alfi.mk или да направат нарачка на телефонскиот број 075 211 100. 3 милиони денари општински пари ќе бидат доделени на јавното предпријатие Чистота и зеленило, а во наредниот период средства ќе бидат одвоени и за јавното предпријатие Водовод. Советниците на последната седница ја изгласаа предлог одлуката за доделување на основна главнина на Чистота и зеленило од Куманово.
Пред да се донесе оваа одлука за основната главнина, најпрво е поидено значи од препораките кои што ги има Државниот завод за ревизија и за едното и за другото јавно предпријатие. И врз основа на барањето на самите јавни предпријатија, врз основа на разгледување на состојбата во која што се наоѓаат и двете јавни предпријатија, меѓутоа земајќи го и соодност на обврските кои што двете јавни предпријатија ги имаат спрема општина Куманово, знаете дека и јавното предпријатие Чистота и зеленило има обврска спрема општина Куманово по основ на неисплатена такса која што тие ја собираат за име на општината и треба да ја уплаќаат, а пак јавното предпријатие Водовод има значи долг спрема општината по основ на кредитот кој што општината го има исплатено и поради тоа што разгледувајќи ја значи таа состојба, вршејќи увид во самото јавно предпријатие и основата за кои што ќе бидат потребни овој оснивачки влог, значи дојдено е до заклучок од страна на градоначалникот и на значи на секторите во општината, дека најпрвин да му се доделат средства на јавното предпријатие Чистота и зеленило, а во најкраток можен рок да се доделат средства и на второто јавно предпријатие на Водовод, поради тоа што со јавното предпријатие Водовод општина Куманово на секои 3 месеци, значи квартално ги затвара своите обврски по основ значи едни спрема други, значи нема исплата и поради тоа е договорено значи во наредниот период да се дојде до нова одлука со која што ќе се доделат средства на ова јавно предпријатие, а сега моментално да се исплатат средства за да може дел од обврските кои што ги има самото јавно предпријатие Чистота и зеленило да ги исплати до крајот на годината. Во продолжение следува преглед на вестите од Македонија. Министерот за здравство Фатмир Меджити денеска истакна дека е крајно време обвинителството да излезе со име и презиме за случајот онкологија. Повикувам уште еднаш, апелирам за случајот со клиниката за онкологија. Крајно време е обвинителството да излезе со точно име и презиме, зашто овој костум, оваа кравата ме гушат. Да ви кажам дека ми прилега белиот мантил и од првиот ден ви кажав дека не предпочитам да бидам политичар од некоја партија, туку ќе бидам лекар и тоа и ќе останам и заедно со моите колеги и заедно со вас ќе ги подобриме работите, порача Меджити. Министерот Меджити на денешната промоција на нова медицинска опрема и реновирани специјалистичко консултативни амбуланти на клиниката за неврологија, оцени дека во здравството треба секој ден да гасат новонастанати жаришта и дека веќе почнале работите да се средуваат и напредуваат. Меджити помеѓу другото најави и набавка на нова магнетна резонанца на клиниката за неврологија и целосно реновирање на ургентниот интернистички центар со тријажа. Популистички движења во последните години во голема мера поттикнуваат скептицизам во научните достигнувања на глобално ниво и затоа е многу важно да се работи на градење на довербата во науката. Беше порачано денеска на одбележувањето на Светскиот ден за мир и развој на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, кој по овој повод ја организираше дебатата "Науката на УКИМ во функција на подобро општество". Тема на годинашното одбележување на овој ден, кој УНЕСКО го прогласи во 2001 година, е доверба во науката. Ректорката на УКИМ Билјана Ангелова рече дека довербата во науката го поттикнува развојот и затоа рече мора да градиме доверба кај граѓаните и во општеството за науката што ја продуцираме. Тоа е наша задача и обврска. Научниците и општеството треба да работат заедно со цел изнаоѓање нови и подобри начини на поврзување на практиката и употребата на науката за обликување на нашите заедници и нашиот свет. Соработката и транспарентноста меѓу научната заедница и граѓаните ќе придонесат во ова време на неизвестност континуирано да се гради и да се зачувува довербата во науката преку решенија кои ќе доведат до трајни придобивки за јавното добро, рече Ангелова. Покрај глобалниот одговор на современите предизвици, додаде таа, треба и нашата академска заедница да се вклучи во тој процес и да помогне во примената на научните достигнувања во пошироката општествена заедница. Но како што рече, иако во светот се зголемуваат вложувањата во истражувањата, земјите во развој се уште инвестираат помалку од 1% од нивниот БДП.
Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 292 возачи. Од нив 10 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со над 70 км на час, повеќе од дозволената брзина. При тоа 172 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 120 надвор од населено место, соопшти МВР. Времето денеска во Куманово беше облачно, максималната температура се искачи до 12 степени, а минималната беше 7 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со локални врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 7 до 14 степени Целзиусови. Ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.